Мицкоски ве обвини дека наликувате копија на премиерот Зоран Заев со вашите ставови. Имате ли коментар на ваквите обвинувања од страна на лидерот на опозиција? Безобразно е човек кој што сами од себе и треба да биде лидер на опозиција да ме обвинува за копија на Зоран Заев, кога јавноста добро знае дека Христијан Мицкоски работи исклучиво по насоки од Будимпешта. Неговиот вистински шеф се вика Никола Груевски, неговите очи, уши и уста во Република Северна Македонија се вика Христијан Мицкоски. Имавме убава можност на лидерската средба Христијан Мицкоски да разговара за суштински прашања кои што се важни за граѓаните и за државата. Знаете, станува збор за законот за јавното обвинителство, затоа што навистина имаме намера безкомпромисно да се бориме против криминалот. Убава можност е сите пратеници во Собранието на Република Северна Македонија кои што гласаат согласно нивното собствено убедување да се издигнат над партиските интереси и да го изгласаме со консензус законот за јавното обвинителство. Не помалку важно е и законот за изборниот законник, се извинувам, кој што знаеме дека наше изборно ветување е дека мораме изборниот модел да го промениме се со цел да имаме поуспешни и пофери демократски избори. Ги знаете нашите заложби, јас колку што знам, во тимовите кои што разговараат околу легислативата, имаме напредок во однос на избирачкиот законник. Треба да се отвори прашањето за преференцијалните листи, треба да го отвориме прашањето секако и за изборниот модел во државата во однос на изборните единици, имајќи во предвид дека разговорите се водат заедно со ОДИХР, затоа што ние немаме никакви скриени намери и ги прифаќаме сите насоки кои што се согласно ОДИХР. Јас се надевам дека ВМРО ДПМНЕ конечно после долго време ќе се издигне и ќе се огради од заштита на криминалот на Никола Груевски и конечно, еднаш за секогаш ќе биде вистинска опозиција, каква што треба да биде, вистински коректив и нешто заедно ќе направиме во интерес на државата и на граѓаните. Останува СДСМ на ставот една изборна единица и дали може да биде да имаме отворени листи? Кога зборуваме за отворен, секако дека стоиме на она што значи наша програмска определба за една изборна единица. Знаете дека во собрание се одлучува за ова прашање со консензус. Јас сум убеден дека сите ќе го имаме во предвид. И она што значи наше изборно ветување, но и она што значи интерес на граѓаните. Убеден сум кога зборуваме за отворени листи дека станува збори за преференцијалните листи, имајќи во предвид дека ако имаме отворени листи на ниво со една изборна единица, може да замислиме како ќе биде со помалите општини, какви што се Радовиш, Пехчево, Берово, Делчево, ќе биде многу потешко да дојдат и да имаат свој представник во Собранието на Република Северна Македонија. Но со преференцијалните листи јас сум убеден дека може да ја постигнеме целта и она што значи наше изборно ветување.